Почитувани, Република Македонија треба да стане членка на Европската Унија и НАТО. ВМРО-ДПМН секогаш се залагало, во моментов се залага и во иднина ќе продолжи соложбите за членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Сепак, неуспехот во остварување на двете стратешки цели од страна на владата предводена од СДСМ и ДУИ може да има сериозни последици врз Република Македонија. Доколку не се обезбеди решение за спорот за името кој Република Грција го има, а кој решение нема да задире во македонскиот национален идентитет и доколку не се обезбеди влез во Европската Унија и НАТО, одговорноста целосно е товар на несериозната, шарлатанска и антидржавна политика што ја водат Зоран Заев и коалицијските партнери. Најголемата трагедија е тоа што сметката за ваквиот однос кон националните интереси на крајот ја плаќаат Република Македонија и нејзините граѓани. Владата вчера одмолчи и не се огради од изјавите на Артан Груби. Нема дури нити информација од страна на владата до посредникот Метју Нимиц дека предлозите кои ги изнесува Груби не се предлози на македонската страна, туку предлози од грчки авторитети. Министерството за надворешни работи и премиерот Заев се должни да одговорат кој го прати Артан Груби на средба со посредникот Нимиц. Во чие име Груби ги изнесува идеите на грчките авторитети? Кои се тие идеи? Зошто се кријат од македонската јавност? Дали пораките на грчките авторитети премиерот Заев ги пренесува токму преку Артан Груби? Почитувани, пратеникот од владачката коалиција кој разговараше со Нимиц, самиот посочи дека не бил најголем проблем името, туку останатиот дел од договорот кој се однесува на идентитетот, јазикот, националноста, употребата и преводот. Во пресрет на разговорите меѓу Димитров и Коцијас се наметнува дилемата за кои одвоени прашања ќе разговараат двајцата министри. Дали ќе останат на ставот дека нема да се разговара за идентитетот, за промена на уставот, јазикот и националноста, како што ветуваше Заев, или се е ставено на маса за пазарење како што изјави Груби. СДСМ и ДУИ како да се надпреваруваат кој ќе направи поголема отстапка, без да се направи процена за штетата што ја предизвикуваат на сметка на македонските национални интереси. Сведоци сме на срамно пазарење со највисоките државни интереси. Македонија и македонскиот народ не го заслужиле овој однос и третман од страна на Заев и владечката гарнитура. Доколку наводите на Груби не се точни и не се преговара за идентитетот, јазикот и националноста, владата мора веднаш да се огради и да ги отфрли неговите идеи. Уште еднаш повторувам и бараме како ВМРО-ДПМН, доколку Груби настапува волунтаристички, премиерот Заев веднаш да превземе соодветни мерки и да го санкционира однесувањето кој ги урива македонските национални интереси. ВМРО-ДПМН останува на ставот дека промена на уставот во насока на промена на уставното име, промена идентитетот и јазикот не смеат да бидат предмет на преговорите. Благодарам.